Ова се минутите за редовната емисија Агроисток. Во денешното издание ќе проследите повеќе прилози со разновидна содржина, со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. На почетокот се селиме на оризовите површини во Крупишко, Штипско, каде што деновиве интензивно се сее оризовата култура. Вода има, но оризарите укажуваат на други проблеми. Во тек е ситбата на оризот. Годинава 800 хектари со ориз ке посеат оризарите од Штипско Крупиште. Оризопроизводителите задоволни од навременото пуштање на водата, но реагираат на отежнатиот пласман на оризот. Велат амбарите се уште им се полни од ланската реколта. Оризарите бараат откупната цена на белиот ориз да биде 50 динари, а арпата да се откупува по 25 динари. Оризарите родот не сакаат да го даваат по ниска цена, поради тоа што откупувачите им нудат многу помалку. Велат не го даваме бидејќи не ни се исплаќа трудот. Има доволно вода, само нема ред на сите оризи, знаеш. И ланскиот ориз ни стои целио. Нема ни цена, нема ништо. Не го откупува никој. Тоа е работата. 800 хектара. Ке се сее целото, ма што нема цена, тоа е работа. Нема пари народо, нафта да си земе. Не се откупува оризо, тоа е работата. Има и турски и наш има едрото семе. Ние имаме едрото семе. Андреја Сејано. Ама не ти зима никој, не те пита никој колку пари што. Понапред носиме 45 динара, а беше 55 динара. Спадна цената на 45, што се вика. И сега 40 динара. Сега нима рандаман, цедете на цедило и ти џабе, оно е, земе ти го ризо џабе. Има и да не однесе, така кажано, од овие поројните дождови, но меѓутоа не сме задоволни, како земјоделци, не сме задоволни од цена. Земјоделците велат тежок е патот да се произведе белото злато, неквалитетните препарати многу влијаат врз оризот, а кога сеидбата на оризот е во полнек, се зголемија и цените на нафтените деривати. 40 динара сега не го зема, а треба од 50 да не биде доле срце. Тоа е работа. Од 50 денара и 25 арпа. Со 25 арпа. Па околу 3 хектара. Околу 3 хектара, али џабе, работиме како безволја. Работиме. Вештачките препарати, вештачките ѓубрива се многу поскапи за разлика од претходните години. Нафтата е многу поскапа, немаме од онаа што е зелена нафта, така кажано. Вода има. Бреганица Т-40, системската. Само скапе препарати, 100 евра едно кило течност, не е квалитетно. Една вреќа ѓубри 1500 динара. Едно кило ориз семе 300, 400, 500 динара. Дека ја жетпат хедеро 3 метра 4 заврте и ледарка. Инаку оваа пролет се наводнуваат 9000 хектари атарите на Кочани, Виница, Штип и Свети Николе, од кои 5000 хектари се под ориз. Во Кочанско површините под ориз годинава зафаќаат 3500 хектари, што е за 1500 повеќе од минатата година. Се сумираат штетите од измрзнувањето на овошките во Малешевијата. До сега до надлежните служби доставени над 1500 барања за обештетување. Околу 1500 барања за обештетување поднеле земјоделците од Делчево, Пехчево и Берово, на кои скоро 100% им се уништени земјоделските насади од ниските температури, кои го зафатија регионот од 25 до 28 април. Најмногу оштетување имало кај сливите, вишните, оревите, кајсиите и рибизлите, но дури 90% од барањата се за штети кај сината слива. Пријавувањето во Пехчево и Берово заврши на 6 мај и според информациите од надлежните служби, во Берово се поднесени над 500 барања, а во Пехчево 340, додека во Делчево пријавувањето е заклучно со 10 мај и поднесени се над 600 барања. Направивме работна средба во која што се договоривме да отвориме повици во сите општини, 3 општини, на кои што земјоделците ќе може да ги пријават штетите од мраз. Некаде штетите се и 100%, некаде се различно. На територијата на општина Делчево досега има поднесено над 600 барања, заклучно со вторник. Од утре среда, 11. комисијата почнува со
редовна постапка која што е предвидена со законот. Следува како што велат надлежните, комисијата надлежна за проценка на штети да излезе на терен и да го утврди степенот на оштетување. После пријавените штети, нашата комисија ќе излезе на терен и ќе направи елаборат со кој што подоцна ќе можеме да аплицираме и да бараме начин на како да може да им помогнеме на овие земјоделци. Комисијата ќе излезе на терен, ќе се јавува на сите сопственици кои што имаат пријавено своји штети од областа на овоштарството и земјоделието, ќе се извршат процени согласно законската регулатива и понатаму во збирен елаборат ќе бидат предадени на понатамошна работа и во надлежност на Републичката комисија за процени на штети. Останува овие 3 општини кои ја покрена иницијативата за пријавување на штети да изнајдат решение во соработка со Министерството за земјоделство, како на земјоделците да им се надомести нанесената штета. Во приложение за уште една значајна земјоделска активност, расадувањето на тутунот. Во Штипско-Карбинскиот регион годинава зголемени површините. Почна расадувањето на тутунот во Штипско. Годинава површините под оваа индустријска култура ќе бидат зголемени, барем така велат тутунарите од регионот. Ова се должи на добрата цена која беше постигната со ланскиот откуп, како и другите мерки што ги дава државата. Во Штипскиот регион ќе се зголемат површините. Само во Радање оваа пролет ќе се посадат над 40 хектари тутун. Како не е исплатливо? Кој ти дава за ѓубре најскапаниот тутун 68 динара, 6 словенци 150 динара испаѓа. Кој ти дава? Супер е. Најмалку 8-10 декара ќе садеме. Задоволни ли? Задоволни сме. За оваа година, како помина. А са за година не знаме то. Ние садиме тутун оваа година 9 декара садиме. А још сакаме да сееме 3 декара. Така е, работиме многу. Од март месец починаваме како. До март месец тоа е работиме. Неколку години не плати тутуно. Ама оваа година малку задоволен. Обработката на тутунот порано била многу мачна, затоа што целокупното производство се одвивало рачно. Беше едно време многу тешко. На 12 сорти го диплееме или кълпе. Сега од скелето у кутијата и право пари зимај. Право се носи на откупна станица и одма за 15-20 дена пари. Производителите задоволни. Тоа го потврдува и постигнатата цена која лани изнесуваше 117 динари по килограм, а сега просечната цена е речиси 187 динари. Очекуваат дека во наредниот период уште повеќе ќе се зголемува и ќе достигне до 190 динари по килограм. Инаку годинашното производство на тутун е околу 20.000 тони, а се побаруваат 25.000. Уште една актуелна состојба во сточарството денојве. Болеста јазлеста кожа кај добитокот. Колешката Македонка Мирева информира за случај на заболени грла во градец Виничко. И стоката во Виничко не е имуна на новата кожна болест, а првиот случај е лоциран во село Градец. Заболените грла се уништени, а со останатите ќе се постапува согласно законските прописи. Се правичните неофицијални информации кои ги добивме од надлежните служби и ветеринарните лекари. Соселаните кои чуваат стока информирани се за болеста и очекуваат конкретни инструкции од своите матични ветеринари. Ние ќе преземеме, ако дојдат ветеринарите, мораме ние да им јавиме и на них да дојдат. Според сточарите, мерките кои се преземаат од страна на надлежните не можат да бидат од корист за производителите, бидејќи тоа се фамилии кои екзистираат само од стоката и млекото, чиј откуп е стопиран деновиве. Предлагам у тоа што е заболено, тоа да му се одземе, а оно другото што е си здраво, зашто да останува да му го зима и да се нервира, тоа ќе се плати. Ако кошта 500 евра, он ќе му даде 200-300 евра. Тоа ќе државата ќе не се созбие. Едно кило млеко е 15-16 динара.
Сточниот пазар во Виница како алтернатива за одгледувачите на стока од виничко денес беше отворен за купувачите, но производителите остро реагираа на затварањето на пазарот во Облешево, кој според нив е најважната трговска точка на истокот. Тај затворањето на пазарот се затвара источниот дел на Македонија, затоа што и млекото ако им го запрат, луѓето ќе запрат со својот живот. Болеста не е опасна по здравјето на луѓето, но значително ќе го погоди и така плиткиот буџет на сточарите, кој државата треба подитно да го компензира, за да се одржи барем досегашниот континуитет во оваа чувствителна земјоделска дејност. Развојот на руралните средини во Малешевијата. Во последно време во тој регион се издвојува значајни средства за подобар живот на тамошните жители. Во Пехчево, општина во која населението во поголем дел се занимава со земјоделство и сточарство, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, се реализираат голем број на проекти кои се инвестирани преку програмата за рурален развој. Поточно 6 проекти, од кои неколку веќе се завршени, а 3 се во тек, на кој деновиве увид во градежните активности направи заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Тој ги посети изградбата на пристапниот пат кон локалитетот Света Петка, каде се наоѓа манастирот Света Петка, обновен во 2000 година, а датира од византиско време. Исто така, заменик министерот ја посети изградбата на улицата во село Црник во должина од 1 километар, инвестиција вредна околу 4,5 милиони денари, како и уредувањето на езерцето во општина Пехчево, што ќе представува туристичка атракција. Денес сум во посета на општина Пехчево, на населените места Црник, на туристичкиот локалитет Света Петка и во посета на една туристичка локација поврзана со инвестиција од програмата за рурален развој, значи езеро на локалитетот Езеро во општина Пехчево, да направам увид во извршувањето на тековните работи поврзани со проектите одобрени од програмата за рурален развој, посебно за општина Пехчево. Како што можете да видите, во тек се изведување на градежните работи на пат кој што го поврзува регионалниот пат Пехчево-Делчево до туристичкиот локалитет манастирскиот комплекс Света Петка во должина од 1,5 километар, во вкупна вредност од околу 8,5 милиони денари, средства обезбедени од владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој, и ова е она што е наменето во делот на инвестиции во руралните општини, инвестициски мерки наменети за руралните општини, средства кои што се навистина значени и го подобруваат животниот стандард, имаат за цел да го подобрат стандардот, општиот стандард и културно-уметничкиот живот на жителите од општина Пехчево и до околните места, од селата Црник, Негрево и останатите села во општина Пехчево, и да можат да пристапуваат до овој туристички комплекс со цел да можат да ги одржуваат своите религиозни обичаи и да ги извршуваат своите верски обичаи во манастирот Света Петка. За другите проекти кои што се во тек, можам да информирам дека во тек е изградба на улица во должина од околу 1 километар во село Црник, инвестиција вредна околу 4,5 милиони денари, и севкупно земено, вклучувајќи ја инвестицијата за уредување на езерото во општина Пехчево, на туристичкото место Езерце, можам да кажам дека за овие проекти издвоени се вкупно околу 13,5 милиони денари, средства кои што се издвоени и се наменати за подобрување на руралната инфраструктура, значи поврзување на две населени места, изградба на улици во населено место, и пред се наменети за подобрување на квалитетот на живење на жителите кои што се веќе присутни во овие села, и да може да им се подобри актуелниот живот, значи актуелните животни состојби, да нормалните функции да можат да ги извршуваат, да пристапуваат до земјоделските полиња, да можат и во културна смисла да пристапуваат до културни објекти.
Со овие пакет на мерки кои Министерството за земјоделство ги нуди преку програмата за рурален развој, се создаваат услови за реализирање на проектот од град во село, истакна заменик министерот Костадиновски. Создаваме основа и она што е поврзано со новиот проект кој што го најавивме од град во село, каде што со различни пакет на мерки ќе привлекуваме лица кои што исполнуваат услови, како што спомнавме, лица кои што претходно живееле во некој од овие села, заминале во град и имаат собствен имот, или лица кои што заминале од некој од овие села па мигрирале во град, немаат собствен имот, невработени лица и така натаму, оние кои што ги исполнуваат условите да можат, кога ќе се вратат во своите села или во селата кои што се во нивното обкружување, да имаат нормални услови за живење, да имаат поквалитетен стандард, да имаат инфраструктура која што е својствена за едно нормално живење, нормален пристап, да ги користат патиштата, да ги користат улиците, туристичките локалитети, значи едноставно кажано да имаат подобри услови за живот. Инаку во Пехчевскиот регион преку програмата за рурален развој со последните неколку повеци инвестирани се вкупно околу 400.000 евра за развој на руралната инфраструктура. За општина Пехчево, за овие проекти, како што спомнав, издвоени се вкупно околу 13,5 милиони денари од повикот од 2015 година, но сакам исто така да истакнам дека во изминатиот период, со претходниот оглас, за неколку проекти, исто така изградба на неколку улици, патишта, уредување на туристички локалитети, за општина Пехчево беа издвоени околу 11,5 милиони денари, што значи дека вкупно некаде околу 25 милиони денари или околу 400.000 евра се одвоени од буџетот на Република Македонија преку програмата за рурален развој наменети за општина Пехчево и за населените места. Земјоделците од Малешевијата, Пехчево и Берово користат околу 1000 хектари државно земјиште, за кое заедно со обработливите собствени имоти на земјоделците им се исплаќаат околу 4 милиони евра субвенции, истакна Костадиновски. Нешто што посебно сакам да го истакнам е тоа дека радува фактот што во општина Пехчево, во општина Берово, во регионот на Малешевијата се користи земјоделското земјиште кое што е распределено од страна на државата, некаде вкупно околу 1000 хектари, и за овие 1000 хектари, а и за собствените имоти кои што обработуваат земјоделско земјиште земјоделците од овој регион, се издвојуваат субвенции во изминатите години во вкупна вредност од околу 4 милиони евра. Значи 4 милиони евра издвоени и исплатени на земјоделците од овој регион, и сакам да истакнам дека сите овие мерки кои што се реализираат во текот, кои што се реализирани претходно и она што е планирано согласно програмата за рурален развој во целост ќе бидат исполнети, и сакам да им порачам на земјоделците од Пехчево дека секогаш кога е најтешко, ние ќе бидеме рамо до рамо со земјоделците и ќе им излегуваме во пресред секогаш кој им е потребно и кога имаат мака и во добри и во лоши моменти. Во приложение ви нудиме убава белешка за селото Црн Камен Виничко. Дали името на селото се пресликува во животот на неговите жители или пак тоа е само некаква символика? Црцорењето на птиците и лаежот на кучињата се првите знаци за добре дојде во селото за кое и името има своја символика. Црн Камен, иако го делат само 6 километри од градот, природната местоположба не го населила ова ридско населено место премногу, а старата архитектура се повеќе станува доминантно обележје наспроти новите градби кои речиси се и невидливи. Од толку многу жители нема со кого да размениш збор два, мештаните или на садење тутун или на работа во некоја фирма во градот. Во потрага по раскажувачи, на патот не пречека 84 годишната Тијана Арсова, која дел од фамилијата ја задржала во селото, а дел заминале. Има 7-80 души такви като нас стари, па има и млади. Моја син оде у комуналното сега, крави земачу. Има за живеачка тука, ама те и младите ојдоа по Италија, по Швајцарија и тука само старите остана, а има млади. Има и тоа па млади, само нема што да работат.
Во селото може да се види само старата училишна зграда во која учели и по 30 деца, а последните генерации едва и се пребројувале од 5 до 10 ученици. Во 2008 година училиштето е затворено, а новите 6 ученици сега се школуваат во Јакимово и во Виница. За пензионерите, живеачката е утешна, а душата им се полни на големите празници кога доаѓаат нивните иселени деца, снаи, зетовци и внуци. 26 кути. Па ја сега, оние се по Италија. Испод 120 души и повеќе има. Деца учеа по 30 деца тук. Ја кога бееме 35 деца. А после почнаа 30, 25, па 15, па 10, па 2 и се гледа нема како е затворено. Нема деца, достана две деца има тука одат. Од тата има та 3 и од 3 6 деца само идат во Јакимово. Моите деца во Италија, синови снаата и внуци имам 2, а ќерката во Ризари. Селската инфраструктура е во својата примарна фаза и ги задоволува потребите на жителите кои остануваат овде, но се надеваат барем уште на некоја асфалтирана или поплочена уличка. Две улици имаме по 350 метра, може 400 метра да има, не са вашни. Това е кажено. И стават, има една улица коцка и она треба да се стави. Утешна димензија на селото Црн камен даваат новоизградените викендици на влезот и крајот, како и обновените земјоделски површини со лозови насади, бостан и тутун, кои до пред неколку години беа целосно напуштени. Пред самиот крај минути за пчеларите. Временските прилики не ветуваат многу, доколку не дојде до промена која ќе донесе повисоки температури. Моменталната состојба ни ја пренесува штипскиот пчелар Перо Ѓорѓиев. Со пчеларството оваа година може да се фалееме на почетокот негден таму март беа подобри отколку сега. Сега не е за пофала. Природата е таква, дождове, невреме, ветрове, така да не е за пофала сега за сега моментално состојбата, па натака ќе видиме спрема временските услови. Велите не е за пофала состојбата, од кој аспект мислите? Не можат да комуницират пчелите со природата? Да, не може да комуницират пчелите со природата, затоа што е времето. Значи измени се климата, ветер, дожд, еве багремо прецвета, нема фактички не са го фанале 2 дена да имат унос, да придонесат. Сега имаме добра паша, па немаме приноси, затоа што временските услови не дозволуваат. Доколку продолжи вака и драката ќе помине, која што исто така ја очекуваме во овој регион штипскиот, така ли? Епа, оште кусо е и она да помине и онда пчеларите можеме да киксираме сите до едино зависи кој дека е на кое подневје, на кое подраче и така да у крајен случај ќе морат да се и подхрануват за да ги сочуваме да обстанат живи, иначе критична работа е. Општо земено овде во Штипско, вие разговарате со другите пчелари, слична ли е состојбата секаде? Зависи од терен до терен, меѓутоа заради временските прилики сигурно слична е. И јас комуницирам прилично со доста колеги мои пчелари, скоро состојбата е секаде иста. Секаде е иста, има развиени са, ама не дозволува времето за да она има унос и да очекуваме нешто добри резултати. Фактички со овакво време резултати нема да имаме. Во едни вакви услови треба да очекуваме роење. Роење може има. Пчелите се развиени, има работна сила, може да се пуштат роеви, ама шоти ќе се пуштат роеви ако не се подобре ситуацијата со временската. Што ќе им препорачате на помладите пчелари, оние што имаат послаби семејства, што треба да прават? Па на младите пчелари ќе ги порачаме, ако овака продолже, мора у крајен случај да се подхрануваат пчелите за да обстанат. Иначе, да, со шербет, 1:1 сега за сега и така. Тешко се доаѓа до мед, не е така лесна работа. Па баш не е, некој мисле, вика пчела го носе, скап е ово, оно, не е скап. Уште ќе поскапнува, затоа што еве оваа година ако продолжи овака, мед нема да вадеме и тај што го имаме, мора да го држеме, да му качеме цената и да му држеме цена, значи.
Ете, тоа беше се во денешната емисија. Довидување за 7 дена во истото време.